Во Бугарија привремено е запрено издавањето на пасоши за странци откако пукна големата афера со издавањето на лажни документи за потврда на бугарско потекло на илјадници лица од Македонија и други земји. Бугарската министерка за правда Цецка Цачева изјави дека на повеќе од 750 лица им е откажано издавањето уверенија за бугарско потекло во последните година дена. Цачева рече дека толку големата бројка на откажувања потврдува дека има проблеми во Агенцијата за бугарите во странство и најави измени на законот за бугарско државјанство. Во меѓувреме вице-премиерот Касимир Каракачанов, чија партија се поврзува со продавањето на бугарски државјанства на македонци, изјави дека ќе се самоубие среде Софија доколку се докажат, како што рече, клеветите и подкажувањата дека бугарската ВМРО се финансирала од такви пари. Откога сум председател на ВМРО, 100 од лев не е стекната во наша полза од Македонија или од друго место. И ако некој го докаже спротивното, веднаш ќе ја напуштам функцијата, ќе се откажам од политиката и ќе се застрелам со пиштолот што легално го поседувам на плоштадот во Софија. Скандалот пукна со апсењето на 22 државни службеници во Софија, Ќустендил и Плевен, вработени во Агенцијата за бугарите во странство. Председателот на агенцијата Петар Харалампиев е обвинет како шеф на организирана криминална група, а заедно со него обвинети се уште 4 лица. Тие наплаќале и по 5000 евра на државјани на Македонија, Украина и Молдавија за лажна потврда со која потоа се добивале бугарски документи. Постои сомнеж дека на тој начин неделно се издавале од 30 до 40 пасоши на лица кои немале никакво бугарско потекло, а често станувало збори за криминалци. Председателот Румен Радев соопшти дека неговите луѓе им помогнале на обвинителите да соберат докази за оваа афера, додека владеачката ГЕРБ на премиерот Борисов отврдила одговорност, бидејќи обвинетите биле дел од групата која гравитира околу помалиот партнер во владата ВМРО на Каракачанов. На сето тоа, поранешниот бугарски конзул во Битола Наум Кајчев изјави дека решението треба да се бара во поедноставување на процедурите за добивање на бугарско државјанство, бидејќи само на тој начин ќе се спречеле ваквите криминални практики во иднина.